Дали знаете дека Дервишкото Арабат Баба теке во Тетово е изградено во 18 век од Реджеп Паша и неговиот син Абдурахман Паша, кои се спомнуваат и во изградбата на шарената џамија, како и на Тетовското кале. Според податоците во текето живееле околу 15 дервиши, на чие чело стоел старешина Баба. Дервишите биле прочуени како благородни, мирни и гостолюбиви луѓе. Во текот на 120 години во текето живееле бектеши кои ги учеле тајните на својата секта, која е една од најзначајните меѓу 12 познати дервишки секти. Дервишите се познати по нивниот посебно негуван култ кон починатите дервиши, старешини и баби како кон свети луѓе. Еднаш во годината, во спомен на имамот Хусеин и неговото семејство, дервишите вршат служба во чии рамки е и молитва која се одвива со ритмичка музика и движења, при што тие, споменувајќи го Господ, се нишаат лево-десно, напред-назад, паѓаат во мистичен занес и на крај се бодат со игли и други остри предмети по телото. Дали знаете дека на 8 мај 1948 година беше демонтирана линијата со тесен колосек од 600 мм на релација Скопје-Ѓорче Петров кон Гостивар. Шините, праговите, локомотивите и вагоните се префрлени за ново трасирање на потегот од градски парк Скопје до Глумово покрај излетничкото место Матка. Пионерското вовче го добило името по кондуктерите, кои биле пионери, деца на железничари од блиската железничка колонија. Пионерите со железничка капа и пионерска марама биле одговорни за сигнализацијата за тргнување и застанување на возот. Неговата траса била почетната станица Стив Наумов во градскиот парк во Скопје, крај езерцето или денешната кафеја на Езерце, низ густата шума во тоа време на паркот, па по течението на Вардар и низ неговите плажи преку железничкиот мост на Вардар до Ѓорче Петров и понатаму до излетничкото место Сарај, на крајната станица Борка Талевски во село Глумово, покрај излетничкото место Матка на реката Треска.